Граѓаните кои не наишле на правда во судовите се почесто ја бараат кај народниот правобранител. Најголем број од представките кои доаѓаат до него се однесуваат на правосудниот систем, во просек по 400 представки годишно, од кои половина се однесувале на извршителите. Вкупниот број на представки ова година ќе биде над 3000 и тоа ќе значи зголемување на бројот на представките во споредба со минатата и предминатата година за околу 10%. По области најбројни се во делот на правосудството со подобласти, како што реков, извршители, судови и така натака. За се пониската доверба на граѓаните во правосудниот систем, правобранителот упати критики до Републичкиот судски совет, како и до Советот на јавни обвинители, за кои се сомнева дека имаат капацитет, подготвеност и ресурси да се справат со состојбите во правосудството. Без некоја поактивна улога на сите сегменти на власта, тука мислам на влада, собрание, судство, тешко дека ќе има некоја посериозно подобрување. Ние требаше да чекаме да ни сигнализираат и упатуваат критики од страна на амбасадата на САД, на Европска унија и така натака, за да се освестиме, отрезнеме дека состојбата не е добра. Најновите истражувања на јавното мислење и перцепции во континуитет покажуваат ниска доверба во македонскиот правосуден систем. Истражувањата спроведени од различни институти се почесто доаѓаат до слични резултати. Дека 24% од граѓаните веруваат во одлуките и работата на судиите и обвинителите. Државниот врв како решение нуди ветинг во судството. Судиите да бидат предмет на темелни проверки и испитување за недоследно постапување или корупција. Но, поучени од примерот во соседна Албанија, каде по ветингот државата остана без огромен број судии, македонските државници се уште се колебаат и тактизираат за тоа кога би бил најдобриот момент за да се спроведе таков процес.